Втор дневник на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Обилните дождови и топењето на снеговите придонесоа за зголемен водостој на реките на истокот. Од Дирекцијата за заштита и спасување велат дека состојбата е под контрола. Еднократна парична помош за семејствата чии привремени домови во Штип ги петлоса пожар за време на новогодишната ноќ. Општината и државата во напор за трајно решавање на проблемот. Малешевскиот фолклор презентиран во Австралија. 3 етногрупи од крајниот исток настапија на етнофестивалот во Вудфорд, Австралија, а има 18 настапи и во други австралиски градови. Европратениците Вајгл, Ховит и Кукан денес во Скопје остварија средби со представниците на политичките партии во државава. Утре ќе се знае за што се разговарало на одвоените средби на европратениците со лидерите и представниците со најголемите политички партии, потписнички на договорот од Пржино. Тројцата европратеници се претходница на доаѓањето на еврокомесарот Јоханес Хан во петок. Утре европратениците ќе се состанат со членовите на ДИК и со специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Обилните дождови и топењето на снеговите го зголемија водостојот на реките на истокот. Акумулациите Градче и Калиманци беа на рап на преливот. Од Дирекцијата за заштита и спасување велат дека будно ја следат состојбата на реките и дека водостојот сега е во нормала. Високите температури и топењето на снегот од планините го зголеми и водостојот на реките во Кочанската котлина. Зголемен водостој има и кај Кочанска, Оризарска и Зрновска река, како и кај реката Брегалница. Двете акумулации Калиманци и Градче се полнат со вода, а во изминатите неколку дена акумулацијата Градче беше на прелив. Од Дирекцијата за заштита и спасување одделение во Кочани будно ја следат состојбата со водостојот на реките во регионот. Ние кој Дирекција за заштита и спасување, значи секој во вакви услови ја следиме ситуацијата со водостоите на реките во регион Кочани, така да во моментот водостојот на реките е во нормала, односно со наши зборови кажано во границите на дозволеното во овие услови во кои се наоѓаме, нели, зимни услови пропратени со дожд и снег, така да водостоите се во самото речно корито, значи нема излевање, нема некои штети. Ние будно ја следиме ситуацијата во соработка со сите институции, нели, тука е општина Кочани, општина Зрновци, општина Тишиново, Блешево, со Центар за управување со кризи. Значи со едноставно кажано дека цениме дека во моментот нема потреба од бојазност за некои поголеми штети, поплави од моментална ситуација на водостоите. Колку се исчистени реките во регионот? Со помош на владата на Република Македонија во последно време е доста направено во тој дел, во чистењето на реките. Назад 2-3 години, дури оваа година, сите општини добија по одредени количини, секоја према потребите количини на нафта, и таа веќе е употребена, веќе е делувано во најкритичните места, на места каде што се потенцирани проблемите од страна на факторите, нели, на општините, на водостопанство, Брегалница, и така да мислам дека доволно е направено во последните 2-3 години во дело на чистењето на речите корита на сите реки во регион Кочани. А каков е односот на жителите према речните корита и останатите канали? Па добро, тоа си е стара рана, што се вели, едни чиста, други несовесно потрупуваат. Така тоа е, како апел го упатувам до сите граѓани на регион Кочани, дека треба и ние посовесно да се однесуваме во тој дел. Значи, да не фрламе ѓубре, шут, земјоделски отпад по дејамите, што се вика, по вадите, по бреговите на речните корита, да не правиме узурпација. Значи, сето што се дојде до поплавување на површините
на земјоделски површини, тоа е како резултат на несовесното однесување на самите нас како граѓани. Значи не се узурпираат речните корита, а со самото тоа самите се стеснуваат и доаѓа до прелевање во одредни ситуации на реките. Од Дирекцијата за заштита и спасување и со апел до граѓаните за посовесно исфрлање на шутот, бидејќи секое неконтролирано полнење на реките со смет доведува и до нивно излевање. Откако пожар им ги пеплоса привремените домови на ромските семејства сместени во поранешното нервно одделение во Штип, правична помош доаѓа во хуманитарни пакети и еднократна парична помош од 30.000 денари за секое семејство. Долгорочните напори на општината и државната власт се трајно решавање на стамбеното прашање на бездомниците. Еднократна помош од 30.000 денари ќе добијат ромите кои привремено беа сместени во поранешните простори на старото нервно одделение, а останаа без покрив над главата поради пожарот во кој изгоре објектот во кој живееа. Сите трошоци за нивно сместување во овие објекти се натовар на општината, а дел учествува и Министерството за труд и социјална политика. Одлуката за еднократна помош беше донесена на последната седница на влада, а локалната самоуправа Штип има неколку решение со кои ќе се надмине проблемот околу сместувањето на овие лица. Како што знаете дека општина Штип вложува максимални напори да ги згрижи сите оние во рамките на своите можности и надлежности. Неколку решенија постојат за решавање на проблемот на овие ромски семејства. Сите што се дојдени од другите градови ќе треба да се вратат во сопствените градови. Второто решение е да на тие лица општината обезбеди по 3.000 денара месечно надоместо каде да се вратат кај своите семејства и да се живеат со своите семејства ако имат каде да се вратат. Трето решение, имаме 11 стана кои се празни во нашиот град, се сопственик на јавното претпријатие за стамбен простор. Но тука процедурата треба тече со одлука на владата, односно на владина комисија да им се доделат тие станови за да им бидат на располагање. За останатите 40 семејства општината и понатаму ќе ги подмирува трошоците за сместување. Она што градоначалникот бара од нив за возврат е домаќинско однесување кон имотот. Да, луѓето го поштуваат куќниот ред. Да, се однесуваат она како што бараме од нив, тоа да го ценат дека е нивно, дека живеат тамо. Еве ноќеска да речеме повторно имавме масовно сечење на дрвета во Нервно. Масовно се сечеше. Тие се греат на струја, ние плаќаме струјата, а дрвета ги продаваат на други лица. И тоа не е во ред. Значи ако нешто ви е дадено, вие треба да го чувате, да го негувате. Значи како свое. И лично мислам дека знаете дека тоа беше пети пожар кој се случува на тој локалитет. Минатата година беше загрозена целата наслада. Инаку општината планира изградба на солидарни станови за сместување на роми кои немаат сопствен дом. Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип има нов директор, Милена Ристова Михајловска, досегашен портпарол на градоначалникот на општина Штип. Онакон што ќе работиме во наредниот период е секако имплементирање на позитивните искуства од европските библиотеки. Ќе работиме на зајакнување на соработката со локалната, државната власт, меѓутоа ќе работиме и на меѓународно ниво со голем број соработки. Многу ни е важна дигитализацијата на наша библиотека, целиот оној информатички систем кој што е успешен досега ќе го надградиме. Нормално ќе се лиценцираат и дообразуваат сите библиотекари за да можат што е можно покомпетентно да ја извршуваат својата работа и се надеваме дека со нашите проекти буквално ќе ја заживееме библиотеката и истата таа ќе го добие заслужено атрибутот и епитетот на современа и модерна национална установа. Советот на млади при општина Штип во 2015 година реализирал 60 проекти, а предвиделе само 30. И оваа година ова општинско тело планира амбициозна програма, меѓу кои се повеќе стипендии за младите и изградба на велосипедска патека. Над 60 активности минатата година успеа да реализира Советот на млади при општина Штип. Најголем дел од овие активности беа иницирани директно од младите. На првата седница за оваа година беа разгледани завршените проекти кои ќе бидат доставени до Советот на општина Штип. Говориме за реализираните активности за 2015 година. Токму извештај денеска ќе го изгласиме како Совет на млади ќе го предадеме на Советот на општина Штип, каде што ќе ги разгледат сите активности кои што ние успеавме да ги реализираме. Па еве вака грубо кажано имаме над 60 активности кои како Совет на млади ги реализиравме по иницијатива на младите, секако и по наша иницијатива, а овде ќе ги вклучиме и различните семинари и меѓународни конференции каде што представници на Советот на млади ја представуваат
представува пред се Република Македонија, потоа го представува Советот и се представува самите себе. Акциониот план по кој ќе работи оваа година, Советот на млади во најголем дел го сочинуваат идеи и проекти предложени од членовите на овој совет и годинава предвидени се низ работилници и обуки за едукација на младите. Тој план е пред се насочен, како што реков, кон едукација на младите, опфаќа 4 проекти. Значи, првиот проект ќе биде секој лидер артист, а наредниот проект е за предприемништвото, младите предприемачи, каде што соодветните професори ќе ги обучуваат младите за нивните предприемачки способности, а останатите два проекта се во месец мај и јуни. Едиот проект е за комуникацијата, бидејќи сметаме дека тој е многу битен дел во развојот на една млада личност и како што реков, досега доста млади беа представници на самиот совет на млади и на самата држава надвор во Македонија, па така ќе ги едуцираме и ќе ги учиме да ги развиваат своите комуникацијски вешини, пред се да бидат добри промотори и да преговараат во тој процес за нови проекти и за нови искуства. Како советодавно тело на општината, Советот на млади финансиската и логистичка поддршка во најголем дел ја добива од буџетот на локалната самоуправа и тој за оваа година изнесува 30.000 денари. Еден од предлозите кој беше прифатен и изгласан минатата година од Советот на општината е стипендирање на талентирани ученици и студенти. Изградба на велосипедска патека е проект за кој Советот на млади ќе се залага да се реализира оваа година од страна на општина Штип. Делчевчани подеднакво весело ги слават Нова година и православната Нова година. Некои во домашен амбиент, некои во кафеани и ресторани, а не е мал бројот и на оние кои ќе патуваат во странство. Во пресретна Василица, или кај народот попознато како Стара Нова година, граѓаните неодлучни дали повеќе ја прославуваат новата година на 1 јануари или на 14 јануари. Според јулијанскиот календар кој го користи Источната православна црква, се прославува така наречената Стара Нова година на 14 јануари, но како народен празник, овој датум се прославува и во Македонија, Србија, Грузија, Ерусалим и Русија. Во нашиот регион, како по правило, граѓаните се веселат и во двете вечери. Стара Нова година или Нова година? Според вас, што треба повеќе да се слави? И што повеќе слават граѓани? Па сигурен сум дека повеќе слават Нова година, така е секаде во светот. Меѓутоа, ја мислам дека треба да се одбележи Стара Нова година, бидејќи тоа се празнувало уште од нашите предци и дека тоа треба да го поддржуваме и натаму и да стане една традиција. Вие што повеќе ве славите, Стара Нова година или Нова година? Па и Стара и Нова и Нова. Славиме, секој славиме, само да сме здрави живот, само нека ни биде мир на небото и мир на земјата. Сакаме да ни биде се најубаво у 2016 година. Ја им пожелувам на сите да имаме единственост, собственост, тоа што не следува. Меѓутоа, само сакам да кажам дека ние народот сме дел од народот, добро дел од народот, мал се по-загрозени, меѓутоа па се живее. Само сакаме да кажеме едно, нека бидеме оптимисти. Да имаме еден заеднички јазик, едно заедно разбирање. Тоа е првото здравје и онова се пред нас. Што ќе дојде, ќе го начекаме. Нека сме здрави живи. Што повеќе славите, Стара Нова година, православна или Нова година 31 декември? Стара Нова година. Зошто? Тоа е стара дет, а новата година е ново измислено пред неколку години. А ова Стара Нова година, затоа се вика и стара. А иначе пиењето е исто и за стара и за нова. Тај што пости, он пости и во август и за Нова година и за Божич. Значи, арно е. Како ја прославивте Нова година? По-убаво здравје, жешка ракија, като Господ што е рекол рибичка, така нешто од браната, не е таква вештачка. И добро, со фамилијата дома. А сега Стара Нова година? Сега пак ќе изгледа дома, ама може и в Бугарија. Зависи од ситуацијата, ама по-добро ќе ми биде тука. Со фамилија? Да. Како и да, и на 31 декември и на 13 јануари, кафанџиите тријат раце, организирани дочеци во кафаните, кафулињата и рестораните, се спремаат и на двете вечери. Општина Штип денес ги додели признанијата за најдобро декорираните објекти за Нова година и Божик. Годинава Штип беше скромно празнично украсен, но избраните декорации на објекти во 3 категории придонесоа за збогатување на празничниот амбиент во градот.
Нова година е посебна прилика да ги украсиме нашите домови, деловни објекти и градот. Собствениците на приватните објекти, државните институции и граѓаните за дочеки на оваа нова година вложија доста труд за да го развеселат својот дом, да направат градот да изгледа посебно и да доловат празничната еуфорија. Оваа година комисијата одлучи 3 објекти да добијат признание за најубаво украсени. Оваа година комисијата одлучи 3 објекти добијат признание за најдобро украсени. Тоа е прво нашиот универзитет Гоце Делчев за уредувањето на просторот кај новиот ректорат во Ново село. Второ е трговскиот центар, онака како што е недовршен, но неверојатно креативно беше означен и мислам дека наскоро ќе го видиме со целиот негов сјај. Честитки значи за целата креација на Александар Патраклиски, значи на неговиот тим кој направија нешто посебно во трговскиот центар. И секако куќата на господинот Миле која се наоѓа во Три чешми, која е посебно украсена и го доби признанието за најуреден приватен објект. Потребна е голема желба, креативност и љубов, а не многу финансии, за да се долови новогодишниот амбиент во кој ќе уживаат сите граѓани, велат добитниците. Наградите воопшто ги разберам како сатисфакција за нешто што добро сте го направиле и човек на тоа не може да остане равнодушен, па нека се работи за ваква награда. Но она што за мене е посебно важно е дека не треба се да правиме за награди. Треба да правиме убави нешта за себе си. Правејќи за себе си, правиме и за тие околу себе си, за околината и пошироко. И па и не мора нешто да е многу скапо, па и да е убаво. Но она што ми е посебно драго во овој момент е тоа што сепак сме представници на приградска населба и со тоа сакаме да покажеме дека и таму луѓето сакаат, а Бога ми уживаат убавите работи. Ова што го направивме е само еден скромен обид да дадеме едно препознатливо светло и за останатите институции, особено оние од воспитно-образовната дејност, да бидат институции кои што во тој период пред Нова година и после Нова година ќе прават едно украсување со цел создавање на еден подобар амбиент за празниците кои што се во тој период. Искажуваме многу голема благодарност до нашиот градоначалник за наградата што добивме за специфично украсување на трговскиот центар и тоа кој што е се уште во градба. Мислиме дека ова е само еден перформанс кон сето она што доправа ќе биде кога ќе биде комплетна градбата на трговскиот центар. Ние ветуваме дека нашиот град Штип со комплетната изградба на трговскиот центар ќе добие ново руво, ќе добиеме значи нов центар. Мислам дека ќе бидат воодушевени сите граѓани на Штип. На овој начин со доделување на пригодни подароци, општината сака да ги мотивира граѓаните со украсување на своите објекти, да дадат допринос во збогатување на новогодишниот амбиент на градот. Малешевската етномузика беше презентирана во Австралија на фолк фестивалот Вудфорд. 3 групи од Берово, Етно Малеш, Малешевски зурли и оркестарот Уска Кан го презентираа малешевскиот фолклор на самиот фестивал и на бројни концерти. На најголемиот фестивал во Австралија, Вудфорд Фолк Фестивал, од страна на оркестарот Уска Кан, Малешевски зурли и Етно Малеш беше представена малешевската музика. Овој меѓународен фестивал се одржува веќе 30 години. Годинава во периодот од 27 декември до 1 јануари на фестивалското село во областа Вудфордија повеќе од 1000 интернационални изведувачи одржаа 438 настани. Фестивалот вклучува концерти, улични театри, филмски представи, циркузи, дебати, детски представи и работилници. Фестивалската програма се одржува на 38 сцени. Секоја година привлекува разновидна публика од сите возрасти и многу националности. За непречено одвивање на фестивалот се ангажирани армија на волонтери, чија бројка оваа година изнесува 2300. Уска Кан е еден од најдобрите дувачки оркестри на Балканот, кои во 2013 и 2014 беа прогласени за Златна труба и најдобар меѓународен дувачки оркестар на фестивалот за дувачки оркестри во Гуча, Србија. Нивното портфолио содржи учество на голем број на фестивали со работка со голем број на изведувачи од земјата и светот.
Групите Малешевски Зурли и Етно Малеш се едни од епичните музички состави, кои децении наназад работат на зачувување на автентичниот музички фолклор од Малешевскиот регион. Соработката помеѓу Берово и Вудфорд фестивалот беше направена преку музичарот Линзи Полак, кој минатата година настапи на етно плоштад фестивалот во Берово. Исклучително сме горди што малешевската традиционална музика беше презентирана на еден од најголемите фолклорни фестивали на тој дел од светот. Линзи Полак е голем пријател на Берово, кој во изминатите 37 години ја истражува малешевската музика и оваа година имавме можност да направиме културна размена на високо светско ниво со негов настап на етно плоштад фестивалот и настап на трита најдобри музички проекти од Берово на фестивалот Вудфорд во Австралија, изјави Марен Демировски, директор на етно плоштад фестивалот во Берово. За културната размена огромна заслуга има Милијам Дестановски, кој веќе неколку години работи на презентација и валорација на македонската етно музика во САД. Тој на Вудфорд фестивалот одржа работилница за презентација на малешевските игри и ора, која следа околу 200 учесници. Трите музички групи во фестивалската програма има околу 25 настапи, а одржаа концерти во градот Мелани и забава за македонските иселеници во Австралија. Висечки мост во канадска провинција Онтарио, кој е дел од главниот автопат, е затворен за сообраќај поради механички проблеми предизвикани од студот, јави телевизијата CBC. Со затворање на мостот над реката Напигон прекината е главната сообраќајна врска меѓу источна и западна Канада. Температурите во овој регион паднаа под минус 30 степени Целзиусови. Канадската полиција соопшти дека не може да каже кога мостот ќе биде пуштен во употреба и сообраќајот е прекинат на неопределено време. Едниот крак од новиот висечки мост над реката Напигон беше отворен за сообраќај во ноември 2015 година, а вториот треба да биде пуштен во употреба во 2017. Најмалку 4 лица загинаа во ракетен напад врз една болница на хуманитарната организација Лекари без граница во Северен Јемен. Како што соопшти организацијата, при нападот се ранети други 10 лица, од кои тројца се припадници на персоналот на болницата. Двајцата од ранетите се вели дека се наоѓаат во животна опасност. Во соопштението на Лекари без граници се вели дека нападот бил извршен во провинцијата Саада, која представува цврсто упориште на бунтовниците Хути. Ова штитско движење војува против јеменската влада и незините сунтски сојузници, предводени од Саудиска Арабија. Болница на Лекари без граници беше уништена во октомври, додека нејзината клиника во Таис беше рекетирана минатиот месец. Новиот парламент на Египет се состана за прв пат по 3 години. При тоа за председател на парламентот е избран Али Абделел, експерт по уставно право кој студирал во Франција. Тој е еден од творците на новиот устав на земјата и се очекува да председава со седниците на парламентот, кој треба да одброи околу 200 закони што председателот Абдел Фатах Ал Сиси ги донесе како декрети откако собранието беше суспендирано. Младинските категории на фудбалскиот клуб Брегалница Делчево ги започнаа подготовките за понатамошниот дел од сезоната. За сега тренинзите се одвиваат во салата при Општинското основно училиште Ванчо Прке, при што на првиот тренинг присуствуваа речиси сите фудбалери. Најпрво сакам да им ги честитам новогодишните и божикните празници на сите граѓани на општина Делчево. Значи, како и самите што гледате, од денеска ги започнуваме подготовките на младите категории на ФК Брегалница Делчево. Денеска се собравме сите, најпрво не одржавме еден состанок и ги одредивме термините за сите тренинзи што ќе ги одржиме. Значи, исто така имаме закажано и пријателски надпревари кои ќе ги одржиме во другата сала, спортска сала. Тренирам 4 години во фудбалскиот клуб Брегалница. Како се одвиваат тренинзите еве сега? Па денес, како за почеток, беа добри. Што имате за вести? Па загревање и некои игри. По
По првиот дел од сезоната во младинските категории фудбалскиот клуб Брегалница котира доста високо, па затоа тренерите очекуваат продолжување на успехот и во понатамошниот дел од сезоната. Состојбата по првиот дел од првенството значи е премногу задоволнителна, задоволни сме од нашите млади. Генерациите едната значи е на прво место, другата генерација ни на второ место, што сме значи едно солидно, така да кажеме, значи ќе идеме на прво место и со двете генерации и тоа. Им посакувам уште една среќа на сите. По тренинзите во сала со првото затоплување на времето, тренинзите ќе продолжат на градскиот стадион во Делчево, а веќе во месец март продолжуваат и надпреварувањата во младинските категории во детската лига од Кочанскиот регион. Се ближи вториот поред зимски турнир Вардар, еден живот, една љубов, на кој што редовно учествува ракометниот клуб Делчево. Делчевскиот клуб на овој турнир ќе учествува со 4 екипи и тоа од 2000 до 2003 година во женска конкуренција, екипа составена од момчиња родени од 2002 до 2005, а клубот ќе се надпреварува и во мини ракомет во генерациите 2006, 2007 и 2008. Тренерот на екипата која во изминатите години има освоено едно трето и едно прво место со право очекува добар настап и на овој турнир. Нашиот ракометен клуб Делчево оваа недела учествува на вториот поред традиционален турнир Вардар еден живот, една љубов. На овој турнир, кој е исто така и меѓународен, нашата екипа ќе зема учество со неколку категории, во кои категории од ланската година го браниме првото место во категорија 2000-2001 и третото место во категорија 2002-2003 во женска конкуренција. Ново е што сега и ова година ќе зема учество и со машка екипа, тоест во категориите 2002-2003 ќе земеме учество со нашите пионерчиња, а исто така оваа година земеме учество и во категоријата мини ракомет, тоест најмалите деца од 2006 и помлади. Овој турнир така е и поставен како подготовка за пролетниот дел на првенството. Ние со овој турнир се надеваме дека добро ќе се подготвиме во зимскиот период. Инаку турнирот започнува од денеса, ќе трае до 15 јануари. На турнирот четворица ракометари од Делчево ќе настапуваат за други екипи. Ова е се во вториот дневник. Останете и понатаму со програмата на Канал Плюс.